Добри дојде во студио за моите гости Алберт Муслиу, Мухамед Закири, новинар и политички аналитичар, всушност 20 политички аналитичари. Одиме со излегувањето на Дуи, бомба која одекна, постојано секојдневно имаме бомби, но ноќеска одекна оваа бомба. Се говори потоа дека имале и средба во американската амбасада Ахмети и останатите негови луѓе, за да ја објаснат, да го објаснат овој потек. Изненадувачки ли е за вас овој потек? Види, као потек не објасне, не разјасне, секако дека е изненадувачки, затоа што ние сега тука треба да правиме теории во кој правец сето ова ќе се движи. Има некои византиски, можеби теории на заговор. Има некои логики од кои ова цело ова действување не може да испадне и затоа може ќе разговараме, нели и покасно, но ако на америчката амбасада не е било јасно, секако дека и нам као граѓани не изненадило. Значи овој начин оваа одлука секако дека не изненади, но не верувам дека решението ќе не изненади така многу. Верувате дека еве господин Муслиу вели нема да биде изненадан решението, односно нема Дуи да го диктира решението и темпото. Се едно што се седнати во скут веќе долго време во кај странскиот фактор. Ако е точно тоа што велите дека отишле кај американците да објаснат. Има такви информации. Дека отишле да објаснат. Сега очигледно ние треба да погаѓаме. Но тоа што мора да потенцираме дека да прочитаме дословно одлуката на председателството. Тие не вика дека ја напуштат владата. Вика дека ги повлекуваат министрите. Уште не знаеме што значи тоа. Дали тие министри ќе ги смени со други? Дали ќе ги врати пак истите, иако денес они поднесоа писмени оставки до владата? Затоа што уште не е јасна ситуацијата. Од друга страна имаме информации од внатре. Како се одвивало председателството? Таму причината е банална, која е таа за која што се говори, дека они решиле да ги велите дека се во прашање? Па таму сите изворите од внатре, сите медиуми што излагаат со информации дека таму имало караница меѓу два табора. Едниот табор, крилото на Хазвелика на Фатмир Деари, барале оставка од Муса Жафери и од Абдул Лаки Мадеми. Они не сакале да се повлечат. Откако Фатмир Деари и Хазвелика побарале да се направи петиција, да се соберат потписи од членовите на претседателството, да се види кој е за и кој е против, тука Ахмети пресекол и рекол дека сите ќе си одат. И се повлечени сите. Ако е само тоа причината, тогаш мислам дека Дуи е влезена у уште поголеми проблеми внатрешни. А ако е во координација и се прави со друга цел, за тоа секако ќе разговараме, јас сакам да верувам дека е второто, дека не е првото, дека сега е моментот да се превземат некои чекори, затоа што гледаме дека политичкиот договор од пржино не се имплементира во ниту еден дел, дека ВМРО ДПМН по секоја цена гледа истиот да не се имплементира. А Дуи само излага смешен со нивните постапки, последното е со одлуката за законот за кривична постапка. Нивен пратеник го предложи, заедно со ВМРО за 2 дена го менјаат ставот. И тоа се говори дека имале разговори на кале и дека им било. Да, ама и тоа е мала индиција која што ми дава мене да верувам дека нема да биде првата варијанта што ја спомнам, дека може да биде втората. Затоа што они го сменија ставот за кривичниот закон, вчера Бејли излезе со изјава да не се објавуваат приватни снимки, па следеше и одлуката на Дуи. Да, јасна е корелацијата на странскиот фактор со Дуи, но сепак информациите велат дека воопшто не била запознаена сега да ја лоцираме американската амбасада. Јас согласам, значи не може они да бидат во дневна координација баш да не работат ништо. И факт за тоа е и законот. Значи предложен, па повлечен. И ја исто не верувам дека во било која смисла Дуи, вклучувајќи ги ДП, ќе излезат со некои спротивни ставови или предвремени ставови што се однесува до крупните прашања. Значи ова самата формулација на повлекување на министрите укажува на тоа што дека имаме, дека они може да се заменат со други, но може да отварат врата и за евентуални широка коалиција, ново мнозинство, ново парламентарно мнозинство. И тоа би навлегло веќе во друг процес на разрешница на целиот процес. Не само што нема желба и волја кај ДПМН некои работи да се реформираат, ние гледаме нови обструкции, нашто тие кои се поврзани со специјалното обвинителство. Работи кои требале да функционираат нормално, без менување, па се појавуваат веќе као обструкции, а камо ли тие што требаше да се сменат. Тие трите точки, нели, кои беа
и предуслов и изговор за одложување на изборите. Тука ништо не е сработено. Вклучувајќи го и ДИК. ДИК може би се излезени на терен, но ние знаеме колку со тоа се каснеше, со кој број работат, кој број ќе излегува, нетранспарентно. Обструкции се а и нетранспарентноста на работата, значи тие три теми не се потегнаа туку така, тие беа со цел да се формира атмосфера на која сите ќе и веруваат. Ние со овие бројки што ни се пласираат позбунети сме, а камоли да сме поуверени дека самиот процес ќе биде. И тоа зборам само за избирачкиот список, а камоли за медиумите, камоли за одвојувањето на државата од партијата, која е веќе влезена последните 10 дена тотално различен правец, уште поекстремно се споени тие две институции него што беше и порано. Околу 5 јуни сметате дека ова не е начин како се вели да се зациментира позицијата на ДУИ, односно на ВМРО ДПМН, да се оди по секоја цена на 5 јуни. Ја не сакам да верувам дека тоа е целта на овие потези на ДУИ. Затоа што нема никаква логика. Ама искуствата. Да идеш со глава од зид во една ситуација во која што се наоѓа ДУИ, они се свесни дека секој ден им паѓа рейтингот. И да направат уште една кардинална грешка сега е недопустливо за нив. Значи, они сега, во овој момент, да играат пак за ВМРО, тоа е дефинитивно целосно погубно за нив. Ова е сламката за спас, некаков спас. На Ахмети, и на партијата, не, на Муса Џафери него ни сметна више. Муса Џафери дел од луѓето што се од екзекутивот, сега е моментот да ги трне ДУИ, ако не ги трне сега кога сламката за спасот на тоа мислам. Да, сламката за спас на ДУИ е сега е моментот. Значи да се изчисти од луѓето кои што се испрлени, кои што се вмешани во скандали, можеби и во криминали кои што ќе се докажат подосна, и луѓето кои што 20 години колку постои рече си ДУИ, колку е 15 години, се само на позиции. Ги знаеме, Муса Џафери, Абдулаќи Мадеми, Фатмир Бесими. Значи тие се луѓето кои што постојано ние ги гледаме на тие позиции само ротираат. Значи сега е моментот он да ги смени, сега е моментот да покаже дека може да размислува потрезено од ВМРО ДПМН, дека не се иде со глава од зид, дека не може да се иде на избори без да се исполнат условите. Не може ние да сме стигнале до овде, веќе година дена од политичката криза, да се вложат толку напори и од натре, па и од меѓународната заедница посебно, за ние да се средиме и сега се да пропадне. Да се иде пак на избори, без изчистен избирачки список, без решавање на медиумите, спомна поделбата на државата од партијата. Значи тоа нема никаква логика. Затоа мислам дека ДУИ сега е моментот да искористи шансата и да покаже дека дека е малку поразлично од да. После објавувањето оди во прилог после објавувањето на снимките за Маđar Telekom околу инволвираноста на ДУИ, особено на Ахмети и на Муса Џафери, беше јасно што мисли всушност. Тоа беше клучната порака, главната порака до ДУИ што мисли странскиот фактор за оваа партија. Сметате дека сега е време да се исчисти, да се реформира? Ахмети би останал ли во тој случај? Ја мислам дека Ахмети у таа партија е централната личност. Овие внатрешно партиски препукувања, табори не е нешто сегашно, тоа чим партиите поминуваат ните изборни процеси, секогаш се ствараат табори. Може би денови било пожестоко затоа што слушавме снимки, па на еден табор тоа може да му иде у прилог во тој процес на расправи внатрпартиски. Прво сакам да кажам за датумот, затоа што веднаш се појавија шпекулации дека тоа би било бетонирање. Да. Значи некои факти зборуваат во апсолутно спротивен правец. Ја мислам дека изговорот дека ние нема да одиме во спротивно со ставовите на меѓународната заедница може да се искористи еднаш, не може да се искористи два пати. Тој беше искористен со првото одложување на изборите од двете албански политички партии и се случи одложувањето. Не верувам дека би навлегле пак во таква нејасна ситуација, каде што последниот ден би им се случило да излезат нашите меѓународни партнери да кажат нема услови за избори и пак да го одложат. Така да, тука верувам дека тоа не е причината. Дека внатре партиските може би да бидат причина, не ќем ни ја да верувам затоа што е пренаивно. Ми имавме јасни ставови и од Венецијанската и од Америчката амбасада дека некои работи кои се од сферата од приватниот живот не треба се објавуваат, така да не верувам дека они би го вметнале тоа као причина или као образложување таму каде што нели биле
да го образложат актот. Сакам да верувам дека е втората причина, затоа што очигледно е дека работите не се менуваат. Ние не можеме да обезбедиме услови за кредибилни избори. И причината се знае која е. И се слагам дека е моментот последно да се покаже индивидуалност во тој однос, да се укаже, ова не се менува, ама не сум ја виновен за тоа. А овој акт, овој чин, може би причините да бидат и различни, но секако им дава можност да го образложат на тој начин, да се влезе во нов формат некој, кој формат ќе обезбеди ние овде финално да излеземе и од оваа криза. Кој би бил тој формат? Како би изгледала таа техничка, експертска влада, широка коалиција? Значи, пред да одговорам много, сакам да кажам на тоа што го прашувате, дали и Ахмети може да си оди. Да. Без Ахмети нема Дуи. Нема. Добро. Ахмети е човекот кој што држи партијата. И некои се запрепастени од делот од соопштенијата што се вели дека претседателството ги делегирало сите права за понатамошните одлуки на претседателот и за каква демократија не избориме. Уствари, кај нас сите политички партии, за жал, горе-доле така функционира, се султански партии и оставаат лидерот. Може начин да се избегне внатрешното триење. Да, тоа е да не дозволи понатаму јавно да се расправаат таборите внатре и сега он рекол ја ги земам конците у мои раце и јас ќе решавам да се и они му дадат. Вториот табор, нешто е контра фракцијата на Ахмети. Зошто не би го потегнала тоа прашање да излезе и фракции контра Ахмети. Не се контра, тие се контра себе. Они се меѓу себе конфронтирани, а и двата табора уствари се со Ахмети. Сака да се прикаже дека се блиски со Ахмети, ама меѓу себе имаат нетрпение. Значи не постои воопшто никаква опозиција на Ахмети. Не, лично на Ахмети не. Лично на Ахмети не. Тие што не размислуваат дека реформите се невозможни без реформа и кај лидерот. Не, значи такво размислување не верувам дека постои во Дуи, таму сите се свесни дека ако го нема Ахмети, нема Дуи. И нема друг човек кој што би можел да ја води таа партија во моментот. Ако Ахмети падне, Дуи нема да постои. Не се согласувам. А во однос на владата. На владата кој било. Сега ние можеме тука да збориме за многу начини, дали ќе биде тоа техничка влада, кај што биле сите заедно. Ама во таква варијанта не верувам дека ВМРО не би прифатило да биде. Мене ми е по-остварлива варијантата да се прави ново мнозинство. Затоа што знаеме дека и помалите партнери на ВМРО не беше ми го напуштија бродот тој што гледа дека тоне. Тука е ВМРО, СДСМ, тука е Дуи, ако биде во таа варијанта, тука е и ДП. Дуи и ДП нема да мрдаат во однос на тоа што ќе биде препорака од меѓународниот фактор. И ја мислам дека сега е моментот, без разлика како ќе се нарече, дали ќе се нарече ново мнозинство, дали ќе се нарече техничка влада, експертска влада, како и да се нарече, сега е моментот тоа да се направи. Да се направи, да се даде простор, да биде тоа дали декември, дали март, заедно со локалните да имаме парламентарни избори, а до тогаш да се исчисти колку што може овој шут што ни е оставен 10 години, иако тоа е невозможно за толков период, но сепак ќе има надеж дека нешто ќе се расчисти и ќе се даде простор на специјалното јавно обвинителство да си ја работи работата како што треба, па можеби да се формира, спомнавме у неврзан разговор, и специјално оделение во нашите судови за сите постапки што ги отвора специјалното јавно обвинителство да стигна до крај и да има некаква разрешница, затоа што на друг начин не гледам излез од тоа. Значи новата влада би притискала за изборите да се одложат, дека да не се оди на 5 јуни. Тоа се вашите. Не, ја би се согласил. Значи најмеката варијанта е во некој така лидерски договор и да продолжи форматот на владата со јасни и персонални смени. Значи, не може Дуи да прифати, верувам, да ги повлече министрите, да именува други, а да од другата страна кај коалицијскиот партнер да останат истите личности, валјда ќе се бара и некои личности кои се инкриминирани да не бидат во тој состав. Тоа би била најмеката варијанта која верувам би била најприфатлива и за ВМРО и за Дуи, затоа што не би подразбирало ново мнозинство, но би подразбирало обврска некои работи да се сменат. Од друга страна, техничката, експертската не е нешто што прв пат се појавува сега, тоа беше нешто што се предлагаше во самиот стат пред Пржинскиот договор као начин, меанизам да се обезбеди стварно овие промени да се сменат. Ние знаеме дека овде се во прашање и лични судбини. Вие очекувате од некој кој лично засегнат да направи некои компромиси кои можат да го оштетат не политички, може да го оштетат подолгорочно, да има и затворски. Така да верувам
дека некој вид на такво решение сега ќе има. Можеби ова е потезот кој бил потребен тоа да се направи. Ние сите знаеме дека и одложувањето на изборите не беше лесен процес. И тогаш имало соочување со евентуални нови мнозинства. Мене не би ме зачудило ако некои личности, не само од коалицијските партнери од ДПМН, туку и од членството кои не се инволвирани во евентуални криминали и неактивности, да го поддржат тоа, затоа што ова реално може многу да им наштети ако целиот тој процес на специјалното јавно обвинителство заврши. Но тенденцијата, стратегијата да се одолжува процесот се додека специјалното јавно обвинителство работи за да тоа не влие врз изборите, мислам дека нема да биде више дозволено, затоа што тоа ќе има ефект. Значи, целиот концепт на специјалното јавно обвинителство е да им се укаже на граѓаните дека недопирливи и неказливи нема. Тоа е impunity што го користат. И второ, идејата за специјални оделенија не е више толку страна, таа е поприсатна во јавноста и не е нешто прашање на време сметате да биде реализирана? И не, па верувам ако другите органи поврзани во правосудството кои вршат јасни обструкции на работата на специјалното обвинителство не се опаметат и не почнат професионално да работат, верувам дека тоа ќе биде и решение и не е нешто што е во нашата пракса. Ми имаме и во сегашното судство има оделенија кои се бават со посебен криминал. За организиран криминал, например, има посебни оделенија. Но би одело ли тоа во парламент на гласање? Како ако е потребно треба да оди. И како тука би реагирало, се извинувам ВМРО ДПМН, она како што реагираше за изборите во април. Да, ВМРО ДПМН е апсолутно единствениот субјект во моментот кој не е прашан воопшто. Не е прашан, ама не и субјект кој што е најмногу заинтересиран и најмногу работи за се да се обструира. Значи, они, да се потсетиме, Уставниот суд како донесе одлука. Да се потсетиме кој го предложи исто измените во кривичниот закон. Зошто се прават сите тие работи? За да се свасат. Затоа што, ја пак велам, и во ВМРО ДПМН, и во ДУИ, секако дека внатре има честни луѓе. Не можеме да ги генерализираме дека сите се криминалци. Но за жал државата е окупирана и страда поради, хајде да кажеме, стотина луѓе нека. Но гласот во ВМРО ДПМН не го слушаме воопшто. Желбите за реформи не ги слушаме. Апсолутно. Таму стравот е поголем. Таму е стравот поголем. 10 години Груевски има воспоставено таков систем внатре во партијата. Он не дава на паметни луѓе простор. Он истата метода ја зема и ДУИ да имплементира. Он таму става деца кои што се послушници. Ги става на позиции раководни и кои што се задоволни со тоа што имаат некаква позиција и мислат дека им стигнало врвот на нивната кариера на 20 и нешто години. И со нив лесно е после да манипулираш. Вистинските паметните луѓе се отстранети, знаеме. Но зошто молчате прашањето? Зашто гледаат дека немаат можност, зашто први он има воспоставено систем на страв, се закануваат. И физички можеби. Имаат пари. Можеби имаат подпишано именици, како што... Имениците апсолутно да не ги забораваме. Има и правни гаранции, и статутарни гаранции, и финансиски гаранции, и четврто, дека има критичко мислење, ние сите ги слушавме снимките, има таму критичко мислење. И критичко размислување. Значи, не е тоа дека не постои таму. Господине Ставревски, се повикувате, тој ги имплементираше сите наредби кои доаѓа, инструкции, амнестирам ја некога. Ние зборевме за критичка мисла, за самосвесност. Значи, не може да кажеме дека нема. И може би тоа во ситуација кога има страв. Затоа најголемата травма е дали нешто ќе спроведе јавното обвинителство. Травма е и самата одлука за притвор. Затоа што системот на стравот се распаѓа ако вие гледате дека и они се одговорни. Гледате што се случува откако се изрече првата казна за притвор, кај се помру? Значи, небулозни се и медиумите нивни што ги поддржуваат. Ќе го напоменам вест со насловната. Гордан Јанкуловски кој се излезе за еден денар отпад отвара истрага и испаѓа дека првиот началникот на петата управа треба да има 30 дена притвор за еден денар. И замислете каков е стравот се таму. Кога гледаат дека соработниците на Мијалков и нови почнаа да идат у затвор,
Може да замислиш они дали спијат и дали може да бидат мирни. А за некои други се менјават закони и устав. Устав за да не идат. Тоа не е методологија за ја мислам дека сега ќе почнат токму тие веќе да зборат, зашо нема да дозволи секој да биде жртвен на јагне. Он да падне, а он не работел по своја глава, работел за тоа што му кажувал шефот. Значи шеф се ќе стигне пак е шефот. Не може да се спаси. Сметката ќе биде испорачена и кај Груевска и кај Мијалков, сметате. Све што ќе одлучи Катица Јаневи, зашто ќе има доволен материјал, сите они ќе одговараат. Можеби нам као општество ни се брза за одговорности, за така спектакуларни интервенции и активности на специјалното обвинителство, што мислам дека не треба. Ние се соочуваме со развршница на еден долг процес. Верувам дека бар обвинителството специјалното добро е примено кај граѓаните и тие активности што ги работат не се негативно примени. Верувам во нивната професионалност. Види, ова обвинителство е доказ дека кај нас и во правосудниот систем има добри експерти, независноста била проблем, затоа што овие сите од таму произлегле. И верувам дека сите ќе се соочат со одговорноста. Ние во Македонија нормално имаме и можности за договарање со обвинителството, па некого да укажете на некого да се спасите, сите тие можности ќе се користат. Но не верувам дека као општество ние ќе можеме да го прожвакаме главните да не одговараат. Затоа што ќе има реакции кај луѓето. Ја често викам, јас знам луѓе кои се во затвор за ситни изборни инциденти. Тие имаат семејства, тие имаат луѓе кои од нив зависат, жена, деца, брат, мајка, татко. И ако тие видат дека некој кој бил the mastermind, значи главниот на целиот тој процес не одговара, зошто они би прифатиле ситуација каде што нивните најблиски одговарале? Они не ќе се буна зашто ви одговарале, така било во закон. Него се буна зашто ви другите не одговара. И ви велам, во целиот свет, во вакви процеси има внатрешни така, да не ги рекомам со големи зборови, но незадоволства кои ќе се изразуваат. И мислам дека и нашите елити веќе тоа го знаат. Да. Ајде околу снимките ги споменавте, оние снимки кои процуреа, особено што се однесуваат на ДУИ, на двајца функционери од ДУИ. Сега, главното прашање е кој всушност ги поседува снимки. Иако, еве, вие предходно рековте пред да започнеме оваа дебата, дека може само 2 центри да ги поседуваат, предпоставувате дека... На тоа ме охрабрува да помислам и фактот дека има кривична пријава за ништење на опрема. Да. Значи, чим има ништење на опрема, со таа опрема нешто се снимало. И не е таа странска опрема, таа е домашна опрема која сме ја платиле, ја уништиле, не е тоа тема, но сепак таму нешто се снимало. И ова ми дава за право да размислам дека во два табора постоеле тие снимки. Не, зашто не мислите дека неконтролирано исцуриле тие снимки? Ја мислам дека секој може да има, да создаде, да креира своја приватна датотека, своји приватни архиви. Јас мислам дека ништо не е случајно. Добро. Случајно не е. Дека случајно ништо не е. Дека тој кој да ги прави, кој да стои за тоа, тој го прави испланирано многу точно. Да предизвика тоа што веќе го предизвикува. Но ова мора да се стави крај. Мислам дека сега тука е одговорноста на министерот за внатрешни работи, кој синоќа најави дека е отворена истрага, брзо да реагира и мора некој за тоа да одговара. Мора да се најде пистата од каде доаѓаат тие прислушувани материјали што се пуштаат и да се пресече тој канал. Затоа што ова може да биде неконтролирано и да експлодира во сите сфери. Контрола и хаос. Апсолутно сум против пуштање на приватни разговори. Освен кога не се однесуваат на јавен интерес и на кој се повикува Венецијанска. Ние можеме да дебатираме за тоа дали јавен интерес беше разговорот што е пуштен меѓу Муса Жафери и Ермина Мехмети. Дали тој е автентичен, за тоа ние не сме надлежни да кажуваме. Апсолутно е непријатно. Дегутантен е начин. Но од друг аспект, размислувам као новинар, тој што сум ги следал процесите, на неколку пати сум му кажувал на тоа дека Ахмети греши, Дуи греши, што ветува едно, кога седнува со ВМРО не делува ништо. Сум му кажувал дека тоа се случува затоа што дел од неговите луѓе се компрометирани. ВМРО го знае тоа и ги држи у рака. И со тоа ги условува.
Сега само ние увидовме со една снимка таква од приватен разговор, увидовме дека можно е сега имам право. Видите дека ова е политичка уцена на ВМРО. Ја можам да имам право да размислувам дека ВМРО ДПМН до сега функционерите на ДУИ ги оценувал со такви снимки. Може некој да ми го спори тоа? Не може. Значи, ако Ахмети знаел дека се оценувани, зошто не ги тргал до сега? Тоа не може да му опрости никој на Ахмети. Ние, односно албанците во Македонија, да бидат заложници на тројца или четворица нивни функционери кои што биле оценувани од ВМРО ДПМН. Значи, тоа не може да му го опрости никој. Ахмети 15 години истите луѓе ги држи таму. И знаел како биле оценувани. Истите тие беа главните преговарачи за формирање на коалиција со ВМРО ДПМН. Добро, и сега снимките ќе бидат подолната точка заради која Ахмети можеби, да, една од причините ќе биде го повлече Муса Џафери. Ја не верувам дека снимките се наоѓаат случајно негде. Не верувате дека можно некои собствени некој дете таму има видеотеки, датотеки да креира. Значи не верувам дека некој дете таму седи дома, има снимки и ги пушта, тоа невозможно, затоа што не можело ни да ги добие така. И сите што ги има... Не мислам на некој дете. Да. Не, мислам така, некој од тие ентузијастите па пушта. Мислите дека невино и наивно. Да. Обично се прави анализа кој има придобивка. Кој има придобивка од тоа. Да. Кој има придобивка за политичка збориме, пошто збориме за политички лица. Овде не верувам ја дека од вакви снимки би имало ДУИ као организација или као структура целокупна некоја голема штета. Сигурно штета би имала, него голема не. Така да овие можеби се таргетирани или на личности, или као процес се таргетирани. Ако се таргетирани ко процес, за мене логично решение е тие препораки на Венецијанската да бидат прифатени, да се прелеат у закон и тој да биде стриктен во однос на што е приватно. Мислите дека поголем планот? Па мислам дека не е случајно. Иначе мене се дебутанти реално. Не се први снимки тие кои излагаат. Да, излагаат. Не па излагаат не само за неви, излагаат и за други личности, за приватни разговори и мислам дека сите одат во правец ова да се регулира и да се преформулира тој законот. Некој мора да биде жртвено јагне, се на крај да дојде тој законот што го донесоа за бомбите. Свиркачи, дека тој треба да се регулира во согласно со препораките. И свиркачите, но и заштитните свидоци се разбира во така да во такви случаеви има методологии. Ние збориме за интернетот, не збориме за вселената, има методологии како они можат и да ги идентификуваат и да дојдат до ако дојдат до првата адреса, они ќе дојдат и до нарачателот, до одговорните лица и мислам дека тоа треба да се направи, но да оди паралелно со промената во законот. Затоа што законот кој го донесува нам стварно као општество, као јавност, не оштети со некои работи кои ние сме ги заслужиле да ни се стават во уви. Значи не мислите дека станува збор за борба на две фракции во ДУИ, да. И на тој начин да... Не верувам, не верувам дека се работи за во однос на снимките дека се работи за борба меѓу фракции внатре. Туку мислите го лоцирате проблемот кај ВМРО нарачателот. Значи сега знаеме дека најмалку кај двајца, кај два големи субјекти ги поседувале тие снимки. ВМРО ДПМН и СДСМ која вели дека ги предала сите снимки. ВМРО ДПМН се чути, не признава дека ги има, али опремата е уништена поради тоа да се изгуби трага дека постоеле. Сега не знаеме, сега слушаме муабети дека началникот на петата управа Груевски кој што е во притвор, он секаде зборал дека он е недопирлив, дека он има за секој материјал и дека он ќе биде обезбеден. Ние не знаеме сега он што ќе каже, што ќе зборува. Дали ќе реши да зборува. Добро, јас благодарам што бевте гости.